Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Од денешните содржини издвојуваме виш представник на State Department во Македонија, уапсени лица кои наводно подготвувале атентат на Обама, сенаторот од Алјаска најден завиновен за лажење за примани подароци. Две лица од сојузната држава Тенеси се уапсени заради наводно правење заговор за убиство на африкански американци, вклучувајќи го и демократскиот председателски кандидат Барак Обама. Полицијата вели дека лицата биле наоружени со неколку парчиња огнено оружје, а планирале ограбување продавница за оружје да набават и повеќе. Осомничените наводно имале за цел напад на средно училиште главно за африканско-американска популација. Потоа требало да уследи убивање на национално ниво, што би кулминирало со атентатот на Барак Обама. Американскиот сенатор Тед Стивенс е најден завиновен по 7 основи за лажење за подароци што ги примил. Поротата во Вашингтон го осуди Стивенс по едномесечно судење. Сега е соочен со максимум од 35 години затвор, но федералните закони може да му овозможат не само да не служи, туку и да се брани од слобода. Овој 84 годишен сенатор од Алјаска давал лажни изјави на сенатските финансиски формулари, не пријавувајќи $250,000 во подароци. Стивенс, републиканец со најдолг стаж во Американскиот сенат, и се уште има шанса за реизбор следната недела дури и како извршител на кривично дело. Само сенатот со двотретинско гласање може да го отстрани од функцијата. Телевизијата на Associated Press денес објави аматерска видеоснимка наводно направена на сцената каде се одиграл нападот на САД во Сирија. Американски представник, зборувајќи за западни новински агенции под услов да остане анонимен, рекол дека се верува оти во хеликоптерскиот напад е убиен раководителот на мрежата која се занимава со шврцување на оружје и странски борци во Ирак, Абу Гадија. Американскиот оддел за финансии претходно го има идентификувано Гадија како голем терористички финансиер на Ал-Каида во Ирак. Сирија ги обвинува Соединетите Американски држави за терористичка агресија со нападот, за кој Дамаск вели дека убил 8 на цивили. Од официјален Вашингтон се уште нема потврда дека нападот се случил, но портпаролот на State Department Шон Маккормак вчера кажа дека Сирија поднела официјален протест. Од посетата на заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави Стюарт Џонс на Македонија, САД очекуваат брзо решавање на проблемот со името. Прилог на Боријан Јовановски. Заменикот помошник на државниот секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Стюарт Џонс ја заврши дводневната посета на Македонија. За време на престојот во Скопје Џонс оствари средби со шефот на државата, премиерот, шефот на дипломатијата, како и со лидерите на владеачките и опозицијските партии. Се разговарало за билатералните односи меѓу Македонија и Соединетите Американски држави, регионалната стабилност и процесот на интегрирање на Македонија во евроатлантските структури. Во контекст на македонските евроатлантски интеграции, Стюарт Џонс по разговорите нагласи оти очекува Македонија што поскоро да им се приклучи на Албанија и Хрватска како земја членка на НАТО. При тоа Џонс го потенцираше ставот на Соединетите Американски држави дека го поддржуваат процесот за изнаоѓање на решение во спорот со Грција кој се одвива под покривителство на Обединетите нации. Веруваме дека Македонија треба да биде во НАТО. Ја поддржуваме македонската кандидатура за НАТО. За да дојдеме до тоа, САД во целост го поддржуваат процесот во Обединетите нации и сметаме дека тоа има најдобри шанси да донесе успех. Се надеваме дека ќе донесе. За тоа кој е ставот на државниот врв по однос на последниот предлог на медијаторот ними за решавање на спорот со Грција кој го кочи интегрирањето на Македонија во НАТО, шефот на македонска дипломатија Антонио Милошевски рече дека тоа ќе му биде пренесено на медијаторот Метју Нимиц од страна на преговарачите Димитров и Протуѓер на утрешната средба во Њујорк. Јас во моментов би се воздржал од други коментари, тоа што треба да биде пренесено ќе биде пренесено на оние кои што треба да ја примат македонската позиција, односно господинот Немец, и уверен сум дека нашите двајца представници ќе го направат тоа на најдобар можен начин. Октомври е месец на борба против ракот во Соединетите Американски држави. Ракот на дојка вообичаено се смета за женска болест. Но тоа не е така. Во продолжение ви донесуваме доказ дека ракот на дојка може да се јави и кај мажи. Арналдо Силва не бил загрижен за малата грудка што ја напепал на градите. Дури неговиот лекар му рекол дека е масно ткиво. Но тоа масно ткиво растало. Силва повело мислење од друг лекар. Биопсијата покажала дека тој има рак на дојка.
Рак на дојка кај маж, тој бил шокиран. Мажите немаат дојки, така размислувал. Но мажите имаат ткиво на дојки, вели хирургот Шарон Розенбаум Смит. Сите мажи имаат такво ткиво и кај сите има можност да се развие рак на дојка. Кај мажите ризикот е помал, заради што многу мажи претпоставуваат дека не може да добијат и нивниот рак, според Националниот институт за канцерогени заболувања, често се открива во подоцнежна фаза. Друга причина за забавената реакција кај мажите е чувството на срам. Не може да зборувате за тоа зашто луѓето запрепастено реагираат. Откако ќе го доживеете тоа доволно пати, се откажувате. Но неизборувањето за тоа е лошо за пациентот и за неговото семејство. Силва открил дека е носител на ген што во голема мерка ги зголемува шансите за рак на дојка и кажал на неговата 32 годишна керка Ванеса. Таа отишла на снимање и кај неа е откриен рак на дојка. Со неколку денови разлика и таткото и керката се оперирани. Започнале со хемотерапија заедно. Си давале поддршка еден на друг. Тоа било пред една година. Сега обајцата се ослободени од болеста, но продолжуваат со снимање секој 3 месеци зашто сакаат така и да остане. Со надминување на стигмата и публикувањето на својата приказна, Арнолдо Силва сега помага да се спасат многу други животи на мажи. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.